Тимот на Чикаго Блек Хоукс се новите шампиони во НХЛ хокејарската лига на САД, а до ценетиот трофеј дојдоа со триумфот од 3:2 против Бостон за комплетирање на финалето со 4:2 во победи. Само 17 секунди во самиот финиш, новиот шампион постигна 2 гола и од подготовка за седми решавачки меч ја сврде ситуацијата во славие на мразот во Бостон. На само 76 секунди до крај домакините имаа пренос од 2:1, а Бикел и Болан со головите му донесува титула на Чикаго. Голманот Кори Крафорд на минута и пол до крајот при негатива за неговиот тим од 1-2 излезе од лизгалиштето за да може Чикаго да нападне со хокејар повеќе и тоа вроди со плод. Брайан Бикел со деветиот погодок во финалната серија изрмни на 2:2, а само 17 секунди подоцна Дейв Боланд со уште еден гол ги шокираше домакините. Патрик Кейн го доби Кони Смит трофеот за некорисен играч MVP во финалето. Чикаго со титулата ја круни со одличната сезона што ја почна со нов НХЛ рекорд од 24 надпревари без пораз. Ова беше прва финале од 79 година на две екипи од оригиналната шесторка, што од почетокот играат во најсилната хокејарска лига на светот. Капитенот на Партизан Владимир Лучич реши својата кариера да ја продолжи во странство. Лучич за себе има 5 титули во српското првенство, 4 трофеи во АБА лигата и 4 сезони учествуваше во Евролигата, па јасно е зошто кај него се појави желба за нов предизвик во кариерата. Ниту раководството на Партизан не му правеше никакви проблеми на Лучич, туку напротив, добро заработи од продажбата на овој кошаркар. Сумата што Валенсија ја плати за српскиот ас се држи во тајност, но се шпекулира дека сигурно изнесува преку 1,5 милион евра. Црно-белите ќе ги искористат овие пари за покривање на платите што им се должат на кошаркарите, но сигурно ќе остане дел што ќе биде вложен во нови заселувања, со кои овој тим и во следната сезона ќе атакува на трофеи во домашното првенство и во АБА лигата. Коби Брайант изминатиот викенд беше присутен на стадионот во Салвадор и го проследи надпреварот помеѓу домакинот Бразил и Италија од Купот на конфедерациите. По надпреварот тој се фотографираше со дел од фудбалерите на двете репрезентации, а беше во друштво и со бразилската легенда Роналдиньо. Двете спортски икони седеа на клупа гледајќи ги децата кои пред нив го покажуваа својот фудбалски талент. Коби призна дека ова е негова прва посета на Бразил и дека Роналдиньо е неговиот омилен фудбалер. Подоцна Коби Брайант ги покажи своите фудбалски вештини. По 10 години минати во Бостон, тренерот Док Риверс постигна договор со LA Клиперси. Тренерот на Бостон Селтикс беше приоритет за Клиперси по разделбата со Вини Дел Негро, па иако тој има актуелен договор со Келтите, најверојатно ќе добие дозвола за преселба на кормилото на тимот од Калифорнија. За NBA е преседан еден тренер да премине во друг тим додека се уште има договор, па затоа договорот треба да биде одобрен и од лигата. Клиперси за возврат ќе плати оштета на Бостон. Риверс е на чело на Селтикс од 2004 година, а има договор за уште 3 сезони. Во 2008 тој го донесе Бостон до рекордната 17-та титула во историјата, откако една година пред тоа во тимот дојдоа Кевин Гарнет и Реј Ален. Риверс со Клиперси ќе подпише 3-годишен договор вреден $21 милион, а како компензација Селтикси ќе го добијат пикот од првата рунда на драфтот во 2015 година. Главна причина за заменувањето на Риверс од клубот од Масачусет е нетрпеливоста со плеймекерот Ражон Рондо, со кого за малку ќе имало и физичка пресметка во соблекувалната.